Црквата Свети Ѓорги во преспанското село Курбиново е еден од најзначајните византиски средновековни споменици на културата на Балканот. Црковен бисер од 12 век, познати како македонската Монализа, поради живописот со особените сликарски остварувања и еден од ретките представници на уметничките текови од крајот на 12 век. Препознатлив е најмногу по оригиналната фреска на ангелот на благовестието Гаврил, кој од тука е пресликан на македонските банкноти од 50 денари. Долги години црквата беше оставена на забот на времето, објектот со нарушена статика, а фреските пожолтени. Работите почнаа да се менуваат пред 3 години, кога беше склучен меморандумот за соработка меѓу Завод и Музеј Битола и Европскиот центар за византиски и поствизантиски споменици од Солун, Грција. Грчки и македонски експертски тим заедно спроведоа конзерваторски истражувања врз основа на кои се изработи проект за конзервација и реставрација на ѕидното сликарство. Денес 80% од заштитата е завршена, активностите продолжуваат штом дозволи времето, односно се очекува од првата половина на 2024 година комплетно да биде заштитена црквата. Грчкиот тим на експерти имаше можност да користи напредни методи и техники на работа во големи размери како ретко кога претходно. Доктор Флора Карајани, византолог и директор на Европскиот центар од Солун, вели: во конзервацијата на фреските на Курбиново нашиот тим ги користеше најнапредните методи во документирањето на состојбата, како и најнапредните технолошки алатки во толку големи размери што Курбиново го сметаме за студија на случај за најмногу добро проучен споменик од византискиот свет. Конзерваторските истражувања беа спроведени со примена на неинвазивни диагностички техники и најнапредна апаратура. Применетите аналитички техники во конзерваторските истражувања не се непознати во конзерваторската пракса во Македонија, само што скратени се можностите за нивна употреба или достапност, вели раководителката на проектот магистер Оливера Макриевска, историчар на уметност, конзерватор советник од Завод Музеј Битола. Применет етички пристап во процесот на чистење на наслаги од различен карактер, имајќи во предвид дека целта на чистењето е да се зачува заштитната и посакуваната патина од фреско живописот. Визуелното складување со примена на методот на ретуш ќе биде спроведено во 2024 година. Сепак, иако лани летото беше најавено дека до крајот на 2023 ќе заврши комплетната реставрација на црквата, вториот дел од заштитата на ѕидното сликарство останува за годинава. Во меѓувреме, по долги години патот до црквата доби нов асфалт.